Советот на општина Струмица на денешната редовна седница даде зелено светло за физибилити студијата за поставување на фотоволтаични централи од страна на јавното предпријатие за комунални дејности Комунале Струмица, една со инсталиран капацитет од 400 киловат-часови, додека другата со инсталиран капацитет од 2,2 мегават-часови. Паралелно, Советот со 12 гласа за донесе одлука и за започнување на постапката за акредитирање за реализација на физибилити студија за поставување на фотоволтаични централи во Комуналец. Опозицијската ВМРО ДПМН побара поширока јавна дебата за ова прашање, бидејќи општината се задолжува, а треба граѓаните да знаат и зашто и кои ќе се ефектите на подолг временски период. Никола Маџунков, координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН, смета дека овој проект е многу подобро да се реализира преку јавно-приватно партнерство, оти кредитот би се враќал во период од 8 до 10 години. Првиот човек на општина Струмица, пак Костадин Костадинов, потенцираше дека станува збор за одржлив проект кој на долги патеки ќе донесе намалување на трошоците за електрична енергија. Според него, за првите 10 месеци од годинава, од јавните институции на локално ниво, но и од општината се одлејани дури 130 милиони динари или нешто повеќе од 2 милиони евра за потрошена електрична енергија. Доколку се изградат фотоволтаични централи, тие пари ќе припаднат на граѓаните за реализација на други проекти кои се во интерес на заедницата. На денешната седница на Советот на општина Струмица се расправаше и по други точки и одлуки кои што се во надлежност на Советот на општина Струмица.